Во центарот на Белград е раздвижено предутрешните избори. Опозицијскиот прозападен блок настапува обединет на овие избори со надеж дека ќе ја освои власта во главниот град и со верба дека така ќе покаже дека владењето на претседателот Александар Вучич и Српската напредна партија може да биде разнишено. Од друга страна, Вучич, кој не учествува на овие избори, активно беше вклучен во кампањата давајќи поддршка на Српската напредна партија, иако формално не е нејзин претседател. Убеден е во уште една победа. Но, што велат гласачите ден пред изборите? Промена. Да сви гласувaju и да има нека промена да се деси. Нада се човек? Да, апсолутно. Победу SNS. Šta očekujemo? Sve najbolje. Treba biti pozitivan i mislit će bude dobro. I bit će dobro sigurno. Upravo da vam kažem, ne očekujem ništa. Ni bolje ni loše. Pa nepromenjeno stanje, da. A hoćete glasati? Naravno, uvek. Ni ja ne očekujem mnogo, a glasat ćemo. Mi ćemo s naše strane učiniti sve što je do nas, ali ne deluje da će biti dovoljno. Анкетите покажуваат дека Српската напредна партија е фаворит и на овие избори. Според истражувањето на јавното мислење, СНС би освоила речиси 40% од гласовите, а опозицијскиот блок Србија против насилството 25,6% од гласовите. Во парламентот би требало да влезе и Социјалистичката партија на Ивица Дачич, која има рейтинг од речиси 10% и коалицијата на десницата Двери и Заветници со рейтинг од 6,5%. На парламентарните избори учествуваат 18 листи на партии и коалиции, додека на белградските 14 листи. Изборите ќе ги следат рекорден број домашни и странски набљудувачи, а бидејќи се работи за двојни избори, се очекува и пребројувањето на гласовите да трае подолго. Уште пред изборите, опозицијата изрази сомнеж за можни малверзации со гласањето, особено во помалите места и во руралните средини. Власта на СНС ги отфрли овие тврдења, убедена дека ќе однесе уште една победа, со што би го продолжила речиси 12 годишното владење. Кампањата беше валкана и медиумски неравноправна во исклучително поларизираното српско општество. Лево или десно? Кој пат ќе го одбере Србија на утрешните парламентарни избори? Право на глас имаат повеќе од 6,5 милиони избирачи кои треба да одлучат дали Србија ќе остане на стариот пат или ќе сврти нова страница. Телевизија Телма во Белград, Марија Дивитарова.